Овој пијалок е многу здрав, бидејќи најчесто се подготвува од шумски плодови кои се богати со витамин С и антиоксиданси. Тој е еден од најважните пијалоци во зима, бидејќи ефикасно штити од грип и настинка. Благодарение на дивото, силно и многу здраво овошје, овошната туршија е царица кога станува збор за зајакнување на имунитетот. Го користат дури и за проблеми со мокрење, варење, особено запек и искашлување. Овој напиток го забрзува метаболизмот и е добар за оние кои се на режим за слабење, но, според некои верувања, и за оние кои се борат со астма. Интересно е тоа што е меѓу најдобрите домашни лекови за мамурлак. Оние кои го пробале тврдат дека по една шолја овошна туршија, мамурлокот веднаш поминува. Начин на подготовка на овошна туршија. Најчесто се прави од диво јаболко и круша, дренка, шипка, глок, трн, боровинка и други плодови. Потребно е да се исчистат и измијат 4 килограми овошје, кое го ставаме во буре и го покриваме со 10 литра вода. Таа е покриена со крпа или капак што не го затвора целосно бурето. Ова е неопходно за гасовите да избегаат за време на ферментацијата. Процесот трае околу 1 месец на собна температура, а потоа се чува во поладна просторија. Ако сакате да ја забрзате ферментацијата, додадете мала количина кафеав шеќер или мед. Процесот трае околу 2 недели, но нема толку интензивен вкус и арома и има помала содржина на лековите материи. Можете да додадете онолку течност колку што користите, но туршијата ќе биде поблага со текот на времето. Првата течност што се пие по завршувањето на процесот на ферментацијата има најсилен вкус, а воедно е и најздрава.